Здраво, ова е 164-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е One Night in Miami на Реджина Кинг, во кој станува збор за фикционата средба во Мајами, кај што една ноќ во хотелска соба се пресретнуваат Касиус Клеј, Малколм Икс, Сем Кук и Џим Браун да ја прослават победата во рингот на Касиус, но и за да дискутираат за нивната улога во борбата за граѓанските права и културолошката преобразба на 60-тите години. Настаните се случуваат на 25 февруари 1964 година. Се запознаваме со протагонистите додека секој се наоѓа во различен стадиум на животот. Несоперливиот Касиус Клеј во тој миг станува светски шампион во тешка категорија, победувајќи го грдиот Сони Листон, добивајќи го вниманието на светската спортска јавност. Иако посетителите на надпреварот сакаат да ја прослават победата, поради расната сегрегација, Клеј мора да престојува во мотел во афроамериканската населба, славејќи со тројцата своји пријатели, предводникот на ослободителното движење на афроамериканците Малколм Икс, кантауторот Сем Кук и рагбистот Џим Браун, односно тројца успешни афроамериканци кои се синоним за нивните полиња на интерес. Ова историска ноќ, овие сега веќе митологизирани икони, се соочуваат со притисокот кој го предизвикува преминот во славни личности, кои си доаѓа со своји одговорности за да ги одбранат правата и да ја придвижат државата чекор напред во борбата за еднаквост на сите афроамериканци. Тие имаат влијание да бидат слика и прилика на припадниците на своите заедници, односно секој се обидува на свој начин да ја искористи својата новоназначена позиција во општеството, за да создаде подлога за просперитет на афроамериканците. Меѓутоа настанува конфликт при различната методологија со која треба да се постигне зацртаната цел. Тука Малколм, глумен од Кингсли Бенадир, инсистира и останатите да преземат поактивна улога во промовирање на политичката замисла, занемарувајќи го придонесот на сол пејачот Сем Кук, кој добива етикета на разнежнувач на женските срца, но не и предвестник на социолошко движење. Под овие оквалификување Сем, доста ревносно, посочува дека нема заборавено на маките кои морале да ги преживеат неговите родители, служејќи им на белците, па затоа тој се обидува да го первертира системот со тоа што немаат дозволи да се експлоатира креативниот потенцијал на текстописците и аранжерите за белци да им ги пеат песните, односно како што тој најелоквентно ќе посочи, не сака парче од колачот, тој го сака рецептот, за да може самиот да го продуцира. Така што, иако доаѓаат од различна провениенција, Малколм и Сем имаат многу заеднички чинители во целите кои сакаат да ги достигнат, а во реалноста Сем Кук е убиен во хотелска соба истата таа година во декември. Секако дека флешбек секвенцата за акапела настапот на Сем Кук, одглумен од Лесли Одом Џуниор, е една од најсилните изведби на композиција на среде филм оваа година. Малколм е прикажен како љубител на фотографијата, кој е параноичен дека постојано е преслушкуван. Во мигот кога Касиус Клеј, глумен од Илај Гор, покажувал интерес кон исламот, Малколм го зема под своја закрила, индоктринирајќи го во религијата. Малколм го гледа светот исклучиво низ собствената призма и смета дека сите треба со неговата пожртвуваност да се борат за правата, не согледувајќи под грамадата на неговото енормно его, дека неговите пријатели ја водат таа борба на различни боишта. Колку добар актер и да е Кингсли Бенадир, изведбата на Малколм на Дензел ќе биде недостижна. Касиус Клеј пак се наоѓа во едно животно премрежје, го мачи една дилема на оваа раскрсница за тоа што се двоуми дали комплетно да се предаде на исламскиот кружок, на што добива совет дека маалските банди и религиозните институции немаат драстични разлики. Сем смета дека има манипулација во закрилата на Клеј од страна на Малколм во исламското братство, но тоа нема да го спречи Касиус Клеј да го промени таа вечер името во Мухамед Али. Ликот кој ми е најмалку познат во спортската кариера е рагбистот Џим Браун, глумен од Алдис Ходж, сидрото на филмот, кој јас го знам по неговите актерски изведби, затоа што тој исто така се наоѓа на среде животно премреже, кај што зачекорува од спортските терени пред камерите, глумејќи во Рио Кончос и Dirty Dozen во 60-тите години, за да стане Grindhouse Blaxploitation икона, по која јас го знам, односно Слотер и Ган,
за потоа во 80-тите да глуми во акционите филмови кои сме и гледале на ТВ, односно во The Running Man, LA Heat, Twisted Justice, Original Gangsters, Mars Attacks и He Got Game. Тој е свесен дека една повреда го двои од превременото пензионирање од теренот, па затоа го наоѓа своето место во Grindhouse филмовите, што деломно му пречи на Малком, но све му пречи на Малком, најмногу себе си пречи затоа што е сам свој најголем непријател. Различни историски ликови во кои секој афроамериканец може да се препознае во нивната хуманизација, кои имаат можност да споделат интимни разговори, релевантни за јавноста и ден денес. Нивната ранливост содржи агенси без кои не би биле тие тоа што се денес, но е многу важно да бидат убедително прикажани интимните конструкции на нивните карактери, кои, колку и да се успешни, сепак ќе бидат граѓани од втор ред пред белците, прекурсори кои сите ликови ги обесхрабруваат и скрутинизираат, но и ги мотивираат да ги променат нештата и истовремено го демаркираат општо важечкиот норматив за нив, станувајќи вонвременски културолошки феномени. Филмот се базира на истоимената представа од 2013 година на Ким Пауерс, односно тоа е сценаристот и режисерот на анимираниот филм Soul. Проблемите на преведување на представата на големо платно се евидентни и во овој случај, како што беа и во Ma Rain is Black Bottom, кај што ликовите се заробени во една просторија и го имаат само диалогот за да се одбранат себе си, што станува повеќе од очигледно и во филмот во кој Реджина нема најдено позначителен метод, отколку само да ги менува аглите во хотелската соба, односно да ја пресликува представата наместо да ја адаптира. Огромна асоциација и за представата и за филмот има прекрасната No Exit на Жан-Пол Сартр, кај што исто така различни ликови се во конфликт со нивното натежнувачко минато, иницирано од нивните избори, спротиставени со дивергентните светогледи. Ова е актерски филм и верувам дека глумците уживале да бидат вооружени со силни реплики. Иако Реджина Кинг има снимено телевизиски филмови Let the Church Say Amen и The Finest, и голем број на епизоди од ТВ серии, најважно е понеискусниот режисер, кога ќе се соочи со импресивно дело за адаптација, да се обкружи со искусни соработници и да се опреми со најдоброто оружје кое го има на дофат. Реджина Кинг и тоа како знае да собере експерти во своето поле, како што е композиторот на Спайк Ли и монтажерот Тарик Анвар, кој веќе има 2 номинации за Оскар. Така што Реджина не става преамбициозен товар за визуализирање и знае како да се справи со актери, за да го извади најдоброто од нив, што е најсилна страна на делото. Кинематограферката Тами Рейкер, на која се сеќавате по романтичните филмови од 90-тите Girl и High Art и по незиниот најнов филм The Old Guard, доловува сатурирани бои во овој периодичен филм, која, иако снима кадри од фиксирана камера во ентериерот, кога ликовите ќе излезат на кровот на зградата, тогаш се ослободува тензичната енергија и соодветно е снимена на раката сцена. Само за споредба, комбинаториката на Alexa 65 со ДНК Prime леќите е искористена за снимање на Parasite, Doctor Sleep, If Beale Street Could Talk, The Old Guard, The Green Knight, I Am Woman, Rebecca, The Midnight Sky, Judas and the Black Messiah, Joker, Godzilla vs. Kong. Колку да сватите со какво оружје оперира Реджина Кинг, вадејќи Ари Рона 6К. Музиката на Теренс Бленчард не е наметлива во творбата, затоа што предимство добива диалогот и емотивните изведби на актерите, а нивните емоционални состојби се проследени со пијаното. Штета што не е успеала Реджина да ги имплементира сите композиции кои се наоѓаат на одличната музичка компилација на филмот, кои соодветно ја пресликуваат на музички план ерата во која е ситуиран филмот. Монтажерот Тарик Анвар, кој го знаеме од American Beauty, Law Abiding Citizen и King's Speech, не е магионичар и не може да направи чуда за да го спаси овој филм кој е заробеник во хотелската соба, но може да создаде едно кохерентно течение на диалогот, кој ќе биде впечатлив за задржување на вниманието на гледачот и да создаде нанис кој ќе ги акцентира различните темпераменти во ова пресретнување на бродовите на ноќта. Профилм на афроамериканка кој е одбран да биде составен дел од Венецијанскиот филмски фестивал, кај што имаше својата премиера, а потоа играше на ТИФ, Цирих, Лондон, EFI, Чикаго, Стокхолм пред да заврши на Amazon Prime. Филмот доби неколку награди од кружоците на критичарите, се закити со една Готам награда и веќе доби Роберт Алтман наградата на независните Спирит награди за ансамбл.
Филмот има 3 номинации за Златен глобус и верувам дека ќе добие и голем број на номинации за Оскари, барем од актерските и музичките категории. Ова е филм за фиктивна средба на 4 афроамерикански гиганти кои доживеале светски успех во бокс, музика, рагби и политички активизам, но делото се обидува да ги очовечи овие митологизирани персони до степен на лично поистоветување со нивните стремежи, доблести и несигурности. Славата ја користат овие емисари на промената за да бидат екземплар кој ќе асоцира многу млади да веруваат во себе и само иницијативно да решат да го покорат неповолниот статус кво во поредокот, за консеквентно да создадат подобри услови за живење за себе и своите поколенија. Ако ова не е позитивна, прагматична порака, не знам што е. Ако морам да го евалуирам, One Night in Miami од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 164-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!